Националната установа Завод и музеј Штип во 1979 година се здобива со статус на Завод на заштита на спомениците на културата и Народен музеј. Кон крајот на годината се одбележа 70 години од постоењето на Националната установа Завод и музеј Штип. И покри глобалната пандемија, според протоколот за заштита од COVID-19, се успеа да се одбележи јубилеот. Се споени заштитните истражувања од Боров дол и една етнолошка изложба. Сепак, тоа представува голема гордост за градот Штип. Како се задоволни досега, изјавува директор на Националната установа Завод и музеј Штип Митко Штериов. Инаку можам да кажам дека навистина во овие последни години, десетина па и повеќе, навистина Завод и музеј имаше богата и плодна работа, каде што се реализира повеќе проекти, почнувајќи од заштити археолошки истражувања кои што беа за потребите и на Боров дол, рудникот Бучим кој што го отвара, потоа заштитите истражувања за патиштата кои што се градат во моментот Штип Кочани и Штип Радовиш. Во тој дел на вистина, значи, успеавме да ги реализираме сите овие проекти. Во Националната установа Завод и музеј Штип може да се проследат историските настани поврзани со Штип и Штипско, археолошки експонати кои сведочат од преисторијата до денес. Може да се проследи етнолошки материјал, но колку вкупно експонати постојат? Точно некаде околу Завод и музеј Штип некаде има околу 6 до 7.000 предмети кои што ги поседува како предмети кои што се наоѓаат и во депото и во и во изложбите. Некаде околу повеќе од 1000 предмети се представени во овие историски и археолошки изложби, односно стални поставки. На прашањето со колку вкупно археолошки локалитети можеме да се пофалиме и за време на глобална пандемија, кои се условите на работење? Дали за време на COVID-19 работите се стабилизираа или сепак тргнаа во колосек? Изјавува Штериов. Проектите се реализираат, тековните работи се реализираат, меѓутоа изостана оној дел каде што ги немаме посетителите, ги немаме школите, ги немаме туристичките организации кои што сепак тие се оние кои што се главните посетители, ги немаме странците. Меѓутоа оние други тековни работи сепак се одвиваат во некој нормален тек. Министерството за култура се уште не ги приложи одобрените проекти, но се надеваме дека ќе се реализираат сите проекти кои ги приложивме. Мораме да се навикнеме на оваа ситуација и да се насочиме на работи кои се приоритет на установата, вели Штериов.